Битката за премавнување на постојните тешкоти и за што побрза стабилизација на стопанските движења е тема за која деновиве во Охрид и Струга најмногу се говори. На состаноците на сите општествено-политички органи и организации, основна нитка во заложбите е договорањето што води кон конкретни и потрени решенија за разрешување на суштинските проблеми. Енергичната и координирана акција за натамошен развој на стопанството и општествените односи се понагласено станува секојдневност и во организациите на Сдружениот труд, таму каде што и произлегуваат проблемите и желбите утрето на секој работен човек да биде подобро од она што е денес. Најновите согледувања на стопанската активност во организациите на Сдружен труд навистина не значат секогаш и повод за аларм, но затоа говорат дека потребата од поголема свртеност кон проблемите станала неминовност. Сложената стопанска ситуација кај нас и во светот, како да не можеше, а да не се рефлектира и на локалните стопанства во двете општини. Дотолку повеќе што практиката не е ослободена ниту од проблемот наречен неликвидност, ниту од непокриените инвестиции, ниту пак од појавите на опортунизам, идеен неутрализам и слично. Фактот што во одделни жаришта на неповолните стопански движења најмногу доаѓа до израз недоволната активност на субјективните сили во организациите на Сојузот на комунистите, чиј резултат е слабата ефикасност во разрешувањето на тековните и развојните проблеми, сам по себе ја потврдува оправданоста од целосно ангажирање на сите организирани социјалистички сили на чело со Сојузот на комунистите. Акцијата за стабилизација на охридското стопанство во овој миг е доста енергична и координирана. Впрочем, само на тој начин може да се очекуваат резултатите на овие сеопфатни заложби. Друар Цветановски, кажете ни како се одвива оваа акција во организациите на Сдружен труд во Охридско? Вие рековте и сами дека акцијата за стабилизацијата во охридското стопанство во овој миг е енергична и координирана. Јас во почетокот би додал дека таа е и конкретно насочена кон жариштата што се носители на нестабилноста, на ликвидноста и слично. Проблемот на стабилизацијата на стопанството е составен дел на активноста на Сојузот на комунистите во нашата општина. Од поодамна, а особено по четвртата седница на ЦК на СКМ, покренавме широка битка за померување на тешкотиите и проблемите со кои се соочени организациите на Сојузот на комунистите во Сдружениот труд. Со тоа и основните организации во општината и целата организација на Сојузот на комунистите во Охрид. При се во ова провејуваат заложбите ова акција да не добие кампански карактер, туку истата да биде доволно конкретна и далекосежна. Во досегашната активност на овој план Сојузот на комунистите беше водечка организирана сила, додека во акцијата беа на соодветен начин вклучени и другите општествено-политички организации и стручни служби на собранието на општината. Кога сум овде, посебно сакам да нагласам дека за практичната реализација на акцијата за стабилизација на стопанските движења во општинава е животно заинтересиран активот на комунистите непосредни производители, кој досега на повеќе наврати разгледуваше состојбата во охридското стопанство и со конкретни предлог решенија се залагаше за што побрзо надминување на проблемите. Инаку, ние како организација на Сојузот на комунистите сметаме дека и покрај тоа што состојбата во охридското стопанство не е во толкава мера загрижувачка како што е тоа случај во другите општински подрачја во Републиката, дека има потреба од системски залагања за подобрување на состојбата, ваква каква што е, досегашните сознанија зборуваат дека можностите за поголемо искористување на производствените капацитети, со тоа и за поголема економичност и продуктивност во многу организации на Сдружен труд се остварени. На тој начин сметам дека ќе се овозможи безболно надминување и на проблемот на ликвидноста со кој сме соочени и на проблемот што го носат загубите, како нагласуваме дека и на овој план немавме некои посериозни потешкоти. Во програмите за стабилизација во организациите на Сдружен труд, чии креатори најчесто се самите вработени членови на Сојузот на комунистите, посебен акцент се става на натамошното доизградување на меѓусобните односи во Сдружениот труд и на акцијата за штедење. Исто така, значајно внимание се посветува на заштитата на законитоста во работењето, при што морам да нагласам дека се широко вклучени инспекцијските органи, како и службите за самоуправна работничка контрола и службата за општествено книговодство. И на крајот ќе додадам дека во општите наши заложби посебно место имаат залагањата за менување на методологијата во планирањето. Конкретно се залагаме планирањето на стопанската активност да произлегува од самите организации на Сдружен труд. Денеска на овој план имаме и практични резултати.
Повеќе организации самостојно ги има дефинирано своите програми за деловната активност во наредниот период. Останува во оние кои свесно или не одбегнуваат од овие заложби, организациите на Сојузот на комунистите да покажат поголема активност и врз примерите на првите и да ја градат својата политика за планирање на деловната активност. Ако вака се однесуваме кон проблемите, тогаш не постои опасност околу тоа во иднина одново да се бориме против она што е сегашна тешкотија. Другар Михајловски, вие сте во тек со превземањата за стабилизацијата на охридското стопанство. Најпрво кажете ни каква е сегашната состојба и на што упатува таа. Присуството на засилените инфлациони тенденции, зголемената неликвидност, цените, општата и заедничка потрошувачка како општи состојби на нашата економија рефлектираа и врз состојбите во движењата на стопанството во нашата комуна. Овие движења, манифестации и појави имаа најнепосредно дејство врз остварените резултати на организациите на здружен труд од ова подрачје. Неколку покарактеристични индикатори од стопанската активност во периодот јануар-јуни тоа најдобро го илустрираат. Вкупниот приход изнесува 1.197.000 динари, што представува зголемување за 45% во однос со минатата година. Трошоците на работење, меѓутоа, имаат уште поинтензивна динамика на пораз од 51,6%. Остварениот доход расте за 28,5%, законските обврски за 61,7%, а деловните загуби за 17,6% поголеми од истиот период од претходната година. Имајќи во предвид ваквата стопанска состојба во општината, неминовно се наметна активност за доследно реализирање на мерките за стабилизација со цел да се оствари планираниот обем на производство, поврати конјунктурната способност на стопанството на домашниот и странскиот пазар, како и изголеми репродуктивната способност на организациите на здружен труд. Тенденциите, движењата и појавите на домашниот и светскиот пазар беа своевремено уочени и анализирани од стопанствениците во нашата комуна. Изготвена информација во врска со резултатите и активноста за стабилизација на стопанството, донесени се заклучоци по истата и препораки до работните организации за надминување на неповолните стопански токови. Одржани се редица состаноци во општествено-политичките организации и организациите на здружен труд, на кои се разгледани мерките за стабилизација, а Стопанската банка, филијала Охрид, за одржување на тековната ликвидност на локалното стопанство има издвоено околу 30 милиарди стари динари. Поаѓајќи од тековните движења, а имајќи ги предвид и рецесивните состојби од домашната и страната економија, Собранието на општината Охрид и неговиот извршен совет во повеќе наврати превземал чекори за неутрализирање на таквите негативни ефекти. Една од позначајните мерки во тој смисол е и одлуката за измена и дополнување на одлуката за посебниот општински данок на промет на производи и услуги, според која општинскиот данок на промет за одредени производи се намалува од 6 на 4%. Ова мерка е донесена со цел да се стимулира продажбата на залихи и да се зголеми производството на овие производи. Во тој смисол е и напорот да не се изврши зголемување на комуналните услуги во градот, со што е оневозможено верижно оптеретување на доходот на основните организации на здружен труд од оваа комуна. Исто така, после согледувањето на движењата во стопанството во општината, изготвени се програмски мерки за надминување на состојбите и за остварување на превземените мерки на планот на стабилизација на стопанството во ова подрачје. Освен тоа, препорачено е на основните организации на здружен труд од ова подрачје да ги преиспитаат состојбите и во рамките на своите можности превземат соодветни мерки за стабилизација на производството, намалување на залихите, разрешување на должничко-поверителните односи за зголемување на извозната активност, како и ефикасноста во работењето. Превземени се и мерки за преиспитување на сите видови општа и заедничка потрошувачка со цел да се намалат обврските на стопанството и се зголеми неговата репродуктивна способност. За пратење на резултатите од ваквата активност во основните организации на здружен труд од ова подрачје,
формирани се посебни комисии од Собранието на општината Охрид, кои во непосредни контакти со работните луѓе ги согледуваа можностите за реализацијата на програмираните задачи во овој смисол. Треба се констатира дека таквите мерки за стабилизација наидоа на целосна подршка кај основните организации на Сдружениот труд од нашето подрачје. Во врска со тоа, во одделни основни организации, претежно од производството, во тек се преиспитувања и превземања на соодветни мерки за снижување на трошоците на работењето, во што се постигнати значајни резултати, како што е случајот со Херојтода Драговиќ, Лихнида и друго. Во тој смисол, приоритетни правци во делувањето за реализирање на политиката на стабилизација се усмерени кон следните зафати. Прво, максимални усилби за заштита на сировини, репроматеријали и непроизводни трошоци. Второ, мерки за позначајна економија на трудот и засилена дисциплина во извршувањето на работните обврски. Трето, подобрување на степенот на ликвидноста и четврто, дефинирање на производна ориентација која неоптимално ќе ги искористи постојните околности и можности во дадените услови за стопанисување. Како што спомнавме на почетокот од емисијава, и во општината Струга акцијата за стабилизација на стопанството е во полн ек. Но, овде, како ретко каде, оваа акција мора да биде и подобро организирана и без алтернативи насочена кон проблемите и поефикасна. Она што беше планирана задача не е исполнета ниту во една организација на Сдружениот труд, а залихите ангажираат 3/5 од вкупните обртни средства, потоа вработувањето стагнира, а само хотелот Дрим, чија изградба е во тек, ги пречекори планираните инвестиции за 35 милиони динари. Впрочем, еве што вели Владо Ѓоргоновски, член на извршниот совет на собранието на општината Струга. Во овој период, физичкиот обем на индустриското производство е помал за 24% во однос на 6-месечниот период од минатата година или за 30% во однос на предвидувањата. Карактеристично е да се бележи дека најголемиот број организации на здружен труд од областа на производството во првите 6 месеци остварија помал физички обем на производство од оној во 6 месеци на 74 година. Најголемо влијание во ваквата состојба на неисполнување на планираните задачи има хидроелектраната Глобочица, која поради недоволното количество вода во своите акумулации произведе за 49% помалку електрична енергија од споредбениот период на минатата година. Исто така и фабриката за емалирани производи Борис Кидрич оствари помало производство од 15%, што е резултат на извршената преориентација на помалу полесни производи и поакумулативни. Јас би укажал на уште една околност. Порастот на личните доходи исплатени во маса е 38% и е значително повисок во споредба со остварениот доход, што негативно се одразува врз распределбата на дохода. Просечните месечно нето лични доходи порасна од 1432 на 1946 динари, што зборува дека истите растеа поинтензивно од продуктивноста на трудот. И на крајот треба да се каже дека во првото полугодие од годинава на полето на зголемувањето на вработеноста не постигнавме некои позначени резултати. Вработени се само 56 работници, повеќе од минатогодишните 6 месеци. Ова е резултат на доснењето на градба, што доведе до неблаговремено пуштање во употреба на одредени капацитети. Таков е случајот со фабриката Треска, фабриката за тули на градежната организација Дримкол, погонот на Стружанка во село Вевчани и парната пекара. Тука е и проблемот со непокриените инвестиции. Морам да кажам дека стручните служби не очекуваа ваков пораст на непокриените инвестиции. Кога сме овде како најкарактеристични, ќе ги споменам примерите со новиот хотел Дрим, каде има прекорачување за 35 милиони динари и нешто помалку во некои други организации. Другар Ѓоргоновски, колку е присутен проблемот на
неликвидноста и загубите во организациите на здружен труд? Овој проблем е доста присутен во Струга и е изразен во заострена форма со бројните последици. Како резултат на неликвидноста имаме зголемување на побарувањето од купувачите за 51%, зголемување на обврските кон добавувачите за 43%, зголемени износи на исплатени обврски по судски решенја и акцептни налози и слично, што доведе до повремени блокирања на жиросметките на организациите на здружен труд и до нагласени тешкоти при исплата на личните доходи. Во струшкото стопанство во првите 6 месеци од годинава вкупните залихи учествуваа со 65,5% во вкупните обртни средства и истите во однос на 6 месеци од 74 година се зголемени за околу 62%. Ова е сликата на струшкото стопанство. Другар Ѓергоновски, што мислите како може да се надмине оваа состојба? Ова што го рековме досега говори дека организациите на здружен труд во општината Струга се уште се со ниска продуктивност на трудот, со високи трошоци на работењето и со недоволна дисциплина во извршувањето на задачите што сами си ги поставуваат. Извршниот совет на собранието, а особено одделението за стопанство, кое е непосредно ангажирано да ја следи состојбата во стопанските организации, смета дека е потребно уште веднаш да се вложат максимални напори за надминување на неповолните стопански движења. Кога го велам ова, мислам во прв ред на потребата од зголемување на степенот на организацијата на работењето, на поголемата искористеност на постојните расположиви капацитети, на подобрување на економичноста, а со тоа и на подобрување на крајните економско-финансиски ефекти што ќе овозможат за зајакнување на конкурентската и репродуктивната способност на струшкото стопанство. А сето ова ќе се постигне само со максимални напори, отворена и широка акција за стабилизација на стопанските движења, која ќе се одвива пред се во самите организации на здружен труд и ќе произлегува